Кичевци се жалат на така наречената ситна корупција. Според нивните сведоштва, искажани во кампот организиран од програмата Граѓаните против корупцијата, тешко се завршува работа по институциите без да се даде барем мал подарок. Јавна тајна е дека во Македонија царува корупцијата. Значи сите што можеле да го искористат моментумот да бидат некои нешто со туѓи средства пари, тоа го искористиле. Многу пати, не еднаш. Посебно во Кичево, кога ти кажа право ти заврши некоја работа, си тесно, разбираш. И мојат нешто е дали да му фрлиш под рака или да му кажеш ела на вечерата, не се па така да ти услужи работата. Корупцијата не може да се уништет нигде, но во Кичево немало толку корупција и така на така. Јас лично на своја кожа и моето семејство не чувствувале корупција. Корупција почнува од нас. Луѓето ја прават корупцијата, не ја прави општината, не ја прави државата, него луѓето ја прават корупцијата. Што е мито, а што интегритет? Каде се пријавува, како да се реагира? Ова се само дел од нештата што граѓаните можеа да ги научат на тема корупција. Идејата е да почнеме да го менуваме менталитетот од самите нас и токму заради тоа идејата е да подарите вакви картички за благодарност наместо да дадете подарок кај докторот, кај наставничката или кај јавниот службеник. Граѓаните се информираа и тоа на креативен начин. А доколку го решите овој крстозбор, ќе ви дадеме како за награда маичка. Ако има личноста интегритет, тогаш не е лесно подкуплива. Не можеш со мито, со корупција да и влиеш и да изнудиш било што од таа личност. Значи таа има интегритет. Овде ви е целиот збор интегритет. Ја знаете онаа институција која што прават на која прегледуваат документи на институции. И чешлаат ревизија. Точно. За успешно решениот крстозбор следуваше ветениот подарок, но и покана да се пријави случај на корупција кај представниците на медиумите, ако граѓаните имале такво искуство. Корупцијата е во сите пори. Кај млади, кај стари, до началници, до службеници во општина. Во здравство. Здравството не знам, ама судство. Тоа би на република. Ама општината можеме да кажеме може подобро. Ја да кажеме мене Генерален. ме избрка од работа. Добро. Некој пат Добро. избркано да работи. Во нелегална процедура. Ебе, технолошки вишок, технолошки вишок. Некога. По технолошки вишок, добро. А денес вака што Ама во нелегална процедура. може. Во нелегална процедура. Нелегална процедура. За новинарката Сашка Цветковска, ова е еден од начините граѓаните да се охрабрат да пријават корупција, а невладините организации и медиумите да им го овозможат тоа. Граѓаните доаѓаат, сакаат да комуницираат, ги интересира што работиме. Не е наидеално, граѓаните исто така изгубиле доверба и во институциите, но не само во државните, и во невладиниот сектор, и во нас медиумите, и со право, бидејќи може да се каже, може би не некој од нас поединечно, но дека 30 години потврлија граѓанските организации, медиумите, да им кажат на граѓаните што се случува и еве сме сега ние собрани да ги поправиме штетите, да поправиме таа доверба и да, имаме такви прашања. Се обидуваме да им објасниме кои се нашите намери и да им објасниме како тие можат да ни помогнат заедно да допринесеме за, како што реков, да се случат долгорочно значајни политички промени. Група средношколци од Кочани изведоа неколку драматизации на тема коруптивно однесување. Во едната беше прикажан различен однос на професорка кон различни ученици. Ти кај си до сега? Бев да јадам. Сега ли се јаде? Другите не се гладни да јадат? За ова имаш неоправда, не ме ти кажувам. Добро. Добар ден, професорке. Добар ден, седни си. Во друга ситуација, група млади разговараа за потешкотиите при вадењето нов пасош. Одам таму како цар, улавам, сликам се, утре дента зимам го. Мајката, шо ние тука будали ли сме што чекаме? 2 месеци чекам да се сликам само. Ја тоа не знам. Си немате врски, тоа е. Од Македонскиот центар за меѓународна соработка велат дека за корупцијата јавно се зборува, но прашањето е како да се спречи и санкционира. Кај нас е повеќе да се што повеќе пријавуваат и процесираат случаи и да има институционален одговор, односно да има процесирање на тие случаи, да има казни за сторителите на коруптивни дела или криминални дела и да се, ако велиме дека секој трети му било побарано, тоа се
пола милион луѓе. Нели пописот рече 1.800.000, значи 500-600.000 луѓе им било побарано. Митоа 500.000 дале, а има помалку од 100 случаи годишно во обвинителствата за корупција и помалку од 10 пресуди. Значи многу има разлика тука и мора обвинителството поактивно да делува. Кампот го посети делегација на USAID, предводена од представничката на канцеларијата во Македонија, Джери Дайбл. USAID е поддржувач на проектот, а со тоа и на борбата против корупцијата во земјава. Корпата со класичните подароци за некој да ти заврши работа беше главниот символ и во кампот преку глава ми од корупцијата, што следниот ден беше поставен во Крива Паланка. Значи за некој да речеме ситни поклончиња, кафе, бомбонјера, дека треба да се заврши работа по одредени институции, сега неќем да именувам. Тој да, а за поголемата корупција немам некој си посебен став. Мислим, тоа е реалност. Корупцијата врие на секаде, не само во Крива Паланка. Така да кај да отидеш, ако не дадеш, не можеш да заврши работа. Треба сите да се трудиме, да се бориме да се намали корупцијата. И секоја злоупотреба таква треба се пријавува. Жители на Крива Паланка беа љубопитни да дознаат каква активност има на нивниот плоштад. Освен за каде да пријавите корупција, до која институција во Скопје, и тоа може да го направите анонимно по мејл или телефон, може да се информирате денеска и за јавните набавки во вашата општина, како се трошат и зошто е важно да ги следиме. Овој кривопаланчанец беше многу упатен во термините поврзани со корупција при решавањето на крстозборот. За декрет, како кажуваме, указ, да, имаме користолюбие или точно. Но не беше единствен. Десетици граѓани го решија крстозборот. Потоа имаме политички групации или политички партии. Така, политички групации или политички партии. Новинарите пак добија индиции за потенцијални истражувања на тема корупција, кои треба да се проверат. Имате ли да пријавите некаков случај на коруптивно делување на политички елити во Крива Паланка? Има ли корупција? Тоа треба да има. А за вработување, ако сакаш да бидеш полицаец, мора да дадеш 5.000 евра. Несомнено, сите имаат ист идентичен впечаток дека корупцијата е главниот проблем во општеството. Кога е во прашање тоа каде детектираат главната корупција, имаат општи одговори. Од типот сите се корумпирани, владата е корумпирана, администрацијата е корумпирана и ретко кој од нив се охрабрува да посочи конкретно име и презиме и конкретен личен пример со кој што бил соочен и бил приморан да даде мито или корупција за да му се заврши некаква работа за која што нема потреба да дава пари. Организаторите на настанот сметаат дека ова е начин на граѓаните да им се докаже она во што се уште не веруваат. На крајот на денот, доколку ние се обединиме од граѓанскиот сектор, медиумите, треба и приватниот сектор. Заеднички сметам дека можеме да придонесеме, особено во охрабрувањето на граѓаните, бидејќи само така можеме да се надеваме на некакви промени. Во еден момент во кампот во Крива Паланка се појавија представници на СДСМ, но не за да пријават корупција, туку затоа што сосема случајно во непосредна близина имаа партиски настан.